Дечки, како сте? Малку променета атмосфера, малку променето студио, ама подеднакво удобно како и било кој друг пат претходно. Јас и Владко сме тука да ви посакаме добре дојде во најновото издание на Скратен корнер и со задоволство, со огромно задоволство можам да го поставам прашањето. Конечно! Владко, како си? Одлично. Како можам да бидам? Ова е одговорот што најмногу ми се свиѓа кога ќе ми го даеш, бидејќи знам дека сме те начекале на добар ден, си се наспал синоќа, се било добро, имаш испиено кафе од Сабајле. Да, принудно. Не, се шалам. Одлично. Како да биде Барселона испадна две германски во полуфинале. Ова ни е ептен свеже, пошто ја снимаме епизода веднаш по завршувањето на четвртфиналните надпревари. Видно расположени поради тоа што многу голем дел од предвидувањата ни се исполнија, а и од желбите ни се исполнија. Да. Сега, нели, како што е должност на Скратен корнер, го обработуваме најелитното, најдоброто фудбалско надпреварување во Европа, а што ме најдобро во Европа мора да е најдобро и во светот, така што остануваме заедно со фотофинишот на Лигата на шампионите до самиот крај. Дојдени сме до полуфиналните надпревари. Пред нас се многу возбудливи дуели, 4 одлични надпревари ќе гледаме, плюс финалето кое што се игра на 3 јуни. Владко, ќе успееме се да покриеме, нели? Ќе покриеме. Апсолутно. Морам да се свртам кон моето паметно телефонче за да се подсетам што точно требаше да правиме муабет денеска. Да. Четвртфинални надпревари од Лига на шампиони. Владко, синоќа ги гледавме надпреварите, мислам, синоќа завршивме со гледање на надпреварите. Ајде вака еден краток осврт од мене, мислам не осврт, чисто да најавиме што всушност гледавме. Гледавме како Бајер Минхен го исфрли Арсенал, вечниот кандидат за титула во Англија. Не е подсмев чисто, онака го кажу. Вечниот кандидат задниве 2 години, претходно 10 години кандидат за четврто. Да. Реал Мадрид го исфрли актуелниот европски шампион Манчестер Сити по пенали, откако резултатот по долги, два пати по 91 продолженија беше нерешен. Потоа видовме како Атлетико Мадрид ја прокоцка предноста од првиот дуел и загуби против Борусија Дортмунд, за да му овозможи на тимот од Дортмунд уште едно полуфинале. И во последниот од надпреварите Пари Сен-Жермен направи уште еден голем пресврт за нив во надпреварот против Барселона, победувајќи ја на вториот дуел на Nou Camp и на Не беше на Nou Camp, ама беше на паркот на Принцовите, извини. Победувајќи ја на паркот на Принцовите со резултат 4:1. На гости, ама Барселона игра на заменски терен, не беше на Nou Camp, добро. На некој добро. Да, во тој случај, значи да, и го гледавме Пари Сен-Жермен како ја победува Барселона на помошниот стадион на Барселона, немаше дозвола или зошто не се играше на Nou Camp? Не знаеме. Свадба некој им треба Имало да пари. да, организирана е свадба. Па добро, види, каталонците се весел народ. Не толку после утакмицата, ама. Па добро, штом почнавме со шегиве, ајде да почнеме од тука. Барса ПСЖ па кон поголемите шеги ќе преминеме. Барса ПСЖ после првата утакмица јас и ти направивме краток муабет, рековме дека ПСЖ нешто као не му одело баш, за во вториот надпревар да не демантираат и да си ја завршат работата. Многу поразличен пристап од екипата на ПСЖ, многу посериозно влегува, знаеа што точно бараат, сака брзо постигнат гол, примија први гол, меѓутоа тоа не ги спречи, не отстапи од својата игра и успеа во намерата со која што нели отидоа на тоа гостување да вратат гол разликата што изгубија дома, нели, еден гол разлика, меѓутоа победија многу поубедливо, заслужија да победат, дали заслужија поминат понатаму не знам. Заслужија само затоа што не плачат толку како фановите и играчите на Барселона, па и тренерот. Дека судијата решил, не знам што, судијата се судеше баш како што треба. Да, најмногу коментари околу тоа, значи Барселона победе рано, потоа доби црвен картон Роналд Араухо и тука се доби впечаток дека се менува, односно се смени текот на играта. Некако дали моментумот веќе преде на страна на Париз. Има и веќе шанси пред да примат гол, има нели некои такви изгледни ситуации.
И не беше дури единствен црвен картон таа вечер, доби црвен картон и Чави. Чави. Еден интересен куриозитет околу него, Чави сега има повеќе црвени картони добиено како тренер, отколку во целата 18 годишна кариера како професионален фудбалер, има 2 како фудбалер и има 3 директни црвени како тренер. Малку дозволува, изгледа, нервите да му играат во вакви страсни мечеви. Средовековна криза, можеби. Или Можеби. можеби ги нема Роналдиньо и Меси, ето и Да, и кој нам можеби- носи титули. можеби минатата сезона извади максимум од тимот што го имаше, ама оваа сезона мислам дека се гледа доволно на терен, дека тимот не е доволно балансиран за да успее во вакви европски надпреварувања. Има добри играчи, меѓутоа не се тие добри играчи, да речеме, правилно распоредени. Очекувано беше четвртфинале да им биде крајна цел. Има среќа во распоредот односно во ждрепката со Наполи. Наполи е во криза, оваа сезона не е тоа што беше. Вани нели беа шампиони, оваа година стварно еден медиокритет, онака, најблаго речено. Просечна екипа, така што тоа е. Толку се можностите. Максимумот изваден од оваа генерација и од овој тим на Барселона. Детска градинка на Чави, нели што ги нарекуваат на социјални мрежи, меѓутоа стварно е тоа толку, не може повеќе. И треба да се благодарни и за ова, испадна од ПСЖ, не испадна од ПСВ или од Да, апсолутно. Прага некој. И не треба, мислам, види, критиките кај кого и да се, не треба да се кај Чави, според мене барем, бидејќи сериозно мислам дека од толку млад состав, од толку, да речеме, мешан состав, успеа да извади максимум. Да. Сега, ми се допаѓаше онаа една присебност што ја имаше Гундоган во изјавата веднаш понад преварот, кај што рече дека не, ниту тренерот, ниту играчите не треба да се бунат на судијата, едноставно не сме доволно искусни за да поминеме понатаму, помина тимот кој што знае како се играат нокаут над превари. Дали им фалеше на Барселона она што веројатно го очекуваа токму од Гундоган и од Левандовски, да преземат во ваков момент? Па да, ама Левандовски е во крај на кариера, во залезот на кариерата, не е во таа форма што беше 10 години континуирано во Баер Минхен. Плюс никогаш не бил сам таков играч, сам да одлучува да земе да направи некој индивидуален потек за да одлучи утакмица. Да, имаше неколку шанси што ги пропушти. Можеби требаше да реализира барем една од нив. Меѓутоа Да, требаше. толку е- Впечатокот ми останува дека во требаше прво полувреме имаше една шанса што беше одлична и доволно време имаше да се намести да го погоди голот, ја испрати топката над пречката и тоа му беше како некако последна шанса во овој двомеч. И Гундоган толку може, као превзема одговорност, да, ама Па добро, и Гундоган ближи веќе кон крајот на кариерата, 33 не се толку млада возраст, не е секој Модрич на тие години да доживува врв. Така. Потрошен е и тој. Значи на високо ниво игра 10 години сигурно. Значи од кој игра финал Лига на шампиони 2013 заедно во Дортмунд. Така да цело време се на врвот на фудбалот и цело време има долги сезони игра во јаки екипи кои што стигаат далеко и потрошени се, така да Добро, да не го запоставиме и победникот, ајде вака на кратко околу ПСЖ, што всушност ја реши утакмицата за ПСЖ? Дали беше оноа индивидуалната брилијантност на Дембеле во двата надпревари, што ги погоди шутевите едноставно? Дембеле дефинитивно беше играч на надпревар, два пати и на првиот Клучен во двомечот. Да, и на првиот надпревар имаше неколку шанси, и во вториот неколку шута близу до статива, кај што резултатот уште беше неизвестен, кај што Барселона уште не губеше. На еден имаше шанса што помина, нели, буквално сантиметри до статива. Цело време проигруваше, цело време бегаше на одбранбените играчи што го чува. Играч кој дефинитивно зависи многу од самодовербата, бидејќи во Барселона го видовме како бледа сенка беше ова што го игра сезона, во ПСЖ доста Не подобро. беше сериозен во Барселона, нели? Дембеле во Барселона не беше сериозен, не му се тренираше, нели, имаше случај кај што гаси телефони. Баш напротив во Париз гледаме сосема друг Дембеле, одличен играч, влезе мотивирано против својот екс-клуб, нели? Мислам дека му е и на него што се кажам, се Па добро, да. Тука може и да го сецне, му е на него и ќе го продолжиме кон другото. ПСЖ оди на Мегдан со Борусија Дортмунд.
Така што ајде малку ќе се осврнеме на кратко околу тој надпревар, иако морам да кажам дека најмалку изгледав од овој двомеч, можеби некои 70 на минути. Да, Дортмунд со Атлетико Мадрид изгледав некои 70 на минути, морам да кажам дека другите надпревари ми беа поинтересни. Искрено не очекував Борусија да помине натаму, меѓутоа сега се поставува еве како противник на ПСЖ во полуфиналето. Мораме да напоменеме дека беа во иста група. Така. И мислам дека Дортмунд не го победи Париз. Победи со Милан и нерешено, два пати го победи Ньюкасл. Да. Да, мислам дека два пати изгуби од Париз во прво коло и така. Сега во ова полуфинале мислиш дека им се поголеми или помали шансите? Парис Сен-Жермен сега е комплетен. Да, и Парис Сен-Жермен е огромен фаворит со Дортмунд, меѓутоа Атлетико Мадрид беше фаворит. Го гледав реваншот цел и мислам дека тоа е резултатот и текот на надпреварот беше најзаслужен од фудбалски гледна точка. Дортмунд доминираше прво полувреме, поведе 2:0, во второ полувреме влегува малце со поспоро темпо, помлитаво. Атлетико Мадрид искористи шанси за 2-1, играше подобро, имаше шанса за 2-2 Кореја. Ја промаши, после неколку минути постигна пак гол за 2-2. Беше си го заслужи Атлетико, нели, израмнувањето, потоа пак се повлекува Дортмунд иницијатива 4-2 и мислам дека стварно беше фудбалски нека оправдано и резултатот и се. Мората имаше шанса на почетокот на надпреварот и традиционално за Мората, кога е битен надпревар, ја промашува таа шанса. Видов едно интересно меме, оноа човекот нареден на стрелање и му викаат последни зборови, вика нека стрела Мората. Да. Разбираш? Апсолутно, веќе се претвора во некаква си лоша традиција за него, сите важни надпревари да ги одбележуваат неговите промашувања. Атлетико може само да жали, ова е сезона во која што од последниве 10 години ретко кога имале толку комплетен состав и сезонава ќе ја завршат без никаков трофеј. Шанса за финале, да. Апсолутно, да. Значи ќе вкрстуваат тука со Парис Сен-Жермен, што мислам дека можеа да ги добијат со ако беа концентрирани. Ќе размислиме како помина Интер, што е многу подобар. Многу подобар од сите од таа страна, што е мислам дека најдобра екипа беше. Освен овие три, Бајерн, Сити и Реал, дури Бајерн Мюнхен не е тоа што беше. Така да стои констатацијата дека Бајерн Мюнхен не е тоа што беше и барем не е тоа што сме го навикнале, тим кој што традиционално газеше дома, прв пат по 11 години ја губи титулата во домашното првенство. Го изгуби купот уште рано, немаше шанса за друг трофеј освен Лигата на шампионите, ама еве некако се купот со Лепциг во почеток на сезона го изгуби. Така, го загуби, значи оваа сезона ќе им биде без трофеј доколку не се стегнат да ја освојат Лигата на шампионите. Сега, не беа многу уверливи против Арсенал, меѓутоа мојот впечаток е дека во двата надпревари беа подобри од клуб и заслужија да поминат. Беа аутсайдер два пати и дома, прв пат видов Бајерн Мюнхен да е аутсайдер дома, дури кој играл против Реал Мадрид, кога Реал Мадрид беше. Тоа беше и според обложувалници, да. Тоа според обложувалници, тоа чудно. Добро. Нереално. Може би не излажа сите веројатно лошата форма, не излажа сите домашната форма на Бајерн Мюнхен, ама еве, синоќа требаше да се преземе одговорност, искрено мислам дека Кимих преземе одговорност, она го стави тимот на грб и рече остави ме, ќе играм три позиции, ќе давам гол и ќе го решам надпреварот. Мислам, знаеш што ми е, ова сме го збореле многу пати на скратен корнер, Кимих е толку добар што е дури проблем што можеш да го ставиш само на една позиција, бидејќи тој е истовремено и најдобриот дефанзивен играч за врска во Бајерн, и најдобриот десен бек, и најдобриот офанзивен играч за врска, и најдоброто десно крило. И сега, знаеш, не можеш да го клонираш за сите позиции, а не да им е потребен. Сегде им треба, да. Синоќа почна од десен бек, заврши со гол на своето конто. Да, и тоа феноменален гол, како удар со глава. Кимих, кој што кажаш ти, нели, колку немаме пофални зборови толку да го опишеме Кимих, сезонава можеме убедливо најслаба у задниве 7-8, меѓутоа пак игра на релативно добро ниво. Не сме научени да го гледаме толку, не слабо, меѓутоа сме научени да го гледаме цело време во врна форма, меѓутоа пак е, кај што требаше најмногу
испорача, нели? Као буквално вчера го имаше секаде на теренот, убедливо најдобар играч и да не постигнеше гол, кој да го постигнеше гол. Да. Кимих стварно на високо ниво. Бајер Михен, како што кажав, не требаше да освои титула во Бундес и тоа му се случи, меѓутоа во Лига на шампиони беше подобар од Арсенал, го елиминираше. Не очекува стварно интересен натпревар со Реал Мадрид, ако знаеме дека последните испаѓања на Бајер Михен во Лигата на шампионите биле од финалист, односно не биле од финалист, нема врска, пресам глупост. Ако знаеме дека последните испаѓања на Бајер Михен од Реал Мадрид сите биле со еден гол разлика или тоа на продолжетоци, така да сме биле сведоци на феноменални двомечи. Не очекува стварно уште едно нереално добро полуфинале. Мислам дека поквалитетни двојки се каде поквалитетни тимови и поквалитетна двојка од она на другата страна кај што се Парис и Дортмунд. Ова се екипи што се знаат веќе долго време, нели, цело време се во нокаут фазата од Лига на шампиони се сретнуваат. Во последно време поуспешен е Реал Мадрид во меѓусебните, нели, дуели, меѓутоа Бајер Михен е Бајер Михен. Так. Ај збор 2 за Арсенал, пошто почнавме со нив, рековме дека као увертира ќе ги зееме другиве надпревари. Арсенал уште една сезона во Лигата на шампионите, кај што да речеме не успева да направи изненадување, во 2 надпревари не успеа да го добие Бајер Михен, претходно пројде со Порто на пенали. Значи имаше најлесна група Ленс. Имаше најлесна група, така. 15-та во Шпанија, што не е тоа. И она на теренот што се гледаше е дека постои многу голема квалитативна разлика помеѓу да речеме најквалитетните поединци во Бајер Михен и најквалитетните поединци во Арсенал. Она муабетот Арсенал е 2-3 играчи далеку за да видат 2-3 играчи да освојат титула. Да. И 2-3 години подалеку. Некако уште еднаш се потврдува правилото дека популарноста не е еднаква на квалитет. Да, популарни се играчите на Арсенал, бидејќи имаат многу фанови и се тоа. Да, и Премиер лига е најпопуларната лига, меѓутоа Премиер лига нема представник во полуфиналето. Океј, не мора да значи ништо, имале англиски финалиња претходно, ама Манчестер Юнайтед требаше помине со Галатасарај и Апсолутно. Доаѓаме во таква ситуација кај што е Арсенал делува како да не е фактор во Европа. Премиер лигата останува представена само од Манчестер Сити во Европа достојно последниве години. Можеби Ливерпул кога го играше финалето, меѓутоа исто така беше надигран во финалето од Реал Мадрид. Тактички беше, да, може беше подобар, потоа меѓутоа тактички ништо не. Така што повеќе среќа за Арсенал следен пат, не знам дали имаат некој куп финале ако можно е да играат, ама тешко дека ќе играат во домашните првенства и тоа е тоа. И сега доаѓаме кон најинтересниот дел од овие четвртфинални надпревари, надпреварот што сите го чекавме, дуелот помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Сити. По регуларното време заврши нерешено, заврши со вкупен резултат 4:4. За по пеналите да се покаже како подобар или посмирен тимот на Реал Мадрид и да успее да изведе подобри успешни пенали и да се испрати себе си во полуфиналето. Мислам дека мора да сме задоволни од она што го видовме во овие некои... Искрено не сум задоволен од исходот, мислам Сити според мене беше подобар на терен, имаше повеќе шанси, 33 шута вчера, од кои само 9 условно кажано во рамки на гол, од кои 8 одбрани Лунин, што беше феноменален и се види на пенал рулетот. Меѓутоа Гвардиола беше тактички повторно надигран од Карло Анчелоти. И тоа е, нели, што го зборевме претходно минатите сезони на скратен корнер, кога Манчестер Сити кога ќе прими гол, не знае, нема план Б. Се губи. Да. Као малку да Манчестер Сити, Гвардиола, нели, исто, неговите екипи. Кога сакаш да го поминеш Пеп или Манчестер Сити во моментов, мораш прв да поведеш и да знаеш да се браниш, нели? Морам да кажам тоа голот кој што го постигна Родриго, не можам да кажам дека тоа беше зрела реакција на одбраната. 2 пати наседна на офсајд стапица, 2 пати падна во таа офсајд стапица,
и му дозволија на Родриго 2 пати да шутне кон голот. Кайл Уокер, мислам дека нели беше Да, тој се релативно заборави. слаб. Да, тој нели ги остави онсайд, што Да. викат нели во игра играчите на Реал, меѓутоа цела одбрана, иако прими Манчестер Сити само еден гол, цела одбрана потфрли. Така. Буквално можеби Гвардиол Беше таму солиден, нешто, ама да. да, другото катастрофа. Мислам не можам да извадам ни еден поединец од Манчестер Сити освен Де Бруйне, нели? Кој Одличен требаше беше. требаше да постигне Уште еден, гол, да, имаше имаше неколку две добри шутеви шанси плюс. Над гол што отидоа, постигна гол, нели? Тоа што требаше Левандовски да го направи со ПСЖ, на толку шанси барем еден гол да постигне. Меѓутоа Што ми беше интересно околу голов на Реал Мадрид. Ако се вратиш сега и ја прегледаш снимката, сите дефанзивци на Манчестер Сити беа наредени на линијата за полутерен. Што ми е малку лудо со оглед на тоа дека се надпреваруваш против Родриго и Винисиус Жуниор, двајца од петорицата најбрзи играчи на планетава. Мислам дека не беше мудар потек тоа, кој да го инструираше тоа, кој да рече дека ајде ќе се извлечеме, ќе им направиме офсет стапица. Точно. Не ја фати прв топката Винисиус, не ја фати ниту Родриго, ја фати Белингам. Ама успеа да ги претрча. И Винисиус претрча потоа, многу лесно успеа да се најде во 16-сетникот. Беше малку хазардерски потек на Манчестер Сити, можеби преголема самодоверба, можеби пад на концентрација, што е нетипично за нив. Неколку наврати, нели, Белингам тогаш кој ја фати исто има жолт карта, некој направи на средина на терен, тоа спречаше чиста контра за 1-2. Иако притисок. Тоа беше Родри. Родри. Да, Родриго доби жолтиот. И мислам дека тоа е тактиката на Реал Мадрид, нели, имаат брзи крила, брзи играчи и лесно добива до лесна шанса стига со високата излезаност на бековите на Манчестер Сити. Као контранападот е најдобро решение против Манчестер Сити, иако треба да имаш и квалитетни играчи, нели? Не може Барнли со контранапад да го победи Манчестер Сити. Треба да ги натрчаат сите тие играчи. Да, и уште една работа, мислам дека Гвардиола потврди со измените. Не внесе ништо, го внесе Ковачич во 113 минута, дизува пенал. Гутна беше нервозен уште пред да шутира, и од кога шутира, нели, видовме Цуе и Бернардо Силва исто проба нека паненка. Прочитав изјава дека наводно Халанд и Де Бруин побарале да бидат заменети и затоа ги заменил, што знаеш, окей, да, има логика доколку пријават повреда, меѓутоа не гледам никаква друга логика во која што некој не можам да кажам дека верувам во тоа дека Кевин Де Бруин побарал да биде изваден. Мислам дека играч од неговиот калибар би останал макар и повреден да го доигра над преварот. Да. Ама, окей, што и да се случувало зад кулисно, нека остане на нив. Алварес влезе во 90-та, шутираше пенал, го изведе првиот пенал одлично. Потоа одбрани, нели, Едерсон, одбрани психолошката предност, се беше на страна Манчестер Сити. После Бернардо кога шутна, тој више се види кај публиката, она разочарување и опадна и морал и се, дојде Ковачич. Така. Добро, за крај на овој сегмент, кој беше играч на колото? Кој не импресионираше најмногу? Не видов само дали синоќа Лунин ја доби наградата за играч на надпреварот, тој ја доби, добро, да, сосем оправдано. Дали тој е твојот избор или имаш некој друг избор? Па не може да биде Лунин на колото или на двомечот? Не те разбрав. Па ајде на двомечот нека е. Интересно. Ако е на двомечот, да, веројатно не може да е Лунин, бидејќи сепак прими 4 гола, колку и да беше добар во пенал серијата. Дембеле. Се покажа одлично во двата надпревари, го исфрли неговиот екс-клуб. На двата надпревари постигна 2 гола, добри. Да. Ете нека оди нашата награда за Дембеле. Владко, Хајнекен оваа година има една кампања посветена на вистинските фанови, кај што не прашува сите нас фановите на фудбалот, каков фан си ти? Јас ти го поставувам истото прашање на тебе. Каков фан си ти? Гласен, но гласен. Си фан. Си фан. Можам да го потврдам ова, бидејќи сум бил со тебе на стадион, ама ајде ти објасни на нашите гледачи зашто гласен. Кога гледам фудбал и кога навивам за една екипа на одреден надпревар, ако таа екипа постигне гол, скокам на седерам си како Роналдо. Не сум Роналдо фан, ама смешно ми почна од зафрканција. Меѓутоа веќе почна ми стана навика, што дури
Девојка ми го мрази. Текно во втора сезона на скратен корнер дека така си потврдувавме се. За секоја успешна работа што и да направевме успешно беше буквално си. И така. Да. Релативно сум гласен, бучен дома и не дај Боже ако примим мојата екипа гол, се нервирам, фрустрациите гласно ги искажам, можам да кажам, тоа не е доволно добро за во јавност кога гледаш фудбал или повеќе луѓе го ставам, така затоа и преферирам да гледам сам. Лажам пошто никој не ќе Вердер да гледа со мене, ама окей. Си барам изговори да бидам глас. И ја преферирам да гледам фудбал сам, баш од истата причина за да можам да кренам малце децибели, ми текнува на не на една утакмица, сите ја знаат утакмицата Македонија-Италија, Ацко Трајковски кога го даде голот за 1:0. Мислам дека прозорите во цела зграда вака ечеа и после 5 минути изгубив комплетно глас и викам, чекај бе малце, чекај, застани. А утре што ќе правиме? Нели треба да збориш? Супер. Ти каков фан си ти? Како фан сум јас? Жесток. Жесток фан сум, морам да кажам, што не може да нема корелација некоја со гласен, можеби не сум секојаш гласен, ама многу е приметливо на мене кога мојот тим губи. Многу е приметливо, особено ако се работи за Вардар. Оу, човече, знам дека не се Лига на шампиони тим, ама не можам да го поднесам тоа. И особено кога одам на стадион, луѓето ме знаат као ево го овој што ги коментира сите судиски одлуки, сите одлуки на играчите, секој грешен пас, се оди на моја душа, така да жесток фан сум. Како фан си ти? Пишете ни долу во коментарите какви фанови сте вие. Сакаме да си помуабетиме со вистински фудбалски фанови кои што знаат зошто навиваат. Да. Ве очекуваме долу во коментарите тука на YouTube, канал Скратен корнер, успат, кликнете subscribe, скролнете Like, малку share, само нешто. надолу, да, шернете со луѓе, нека ни кажат и тие какви фанови се, а ние се префрламе кон најава на она што ќе го гледаме во полуфиналињата од Лигата на шампионите. Сега, Владко, рековме дека ќе разговараме и за полуфиналните дуели, ама мислам дека веќе доволно снимивме, имаме веќе многу материјал за она што се случуваше во четвртфиналето. Ако се сложуваш, предлагам да ги оставиме полуфиналните надпревари за нова епизода. Може ќе треба поопштирно да се фатат и тие. Ќе треба. А имаме време, бидејќи првите надпревари се играат на 30-ти, така што ве покануваме да останете со каналот на Скратен корнер, ве покануваме да си отворите ладно хајнекенче и да си се напиете строго лименка од новиве лименки, бидејќи се прекрасни, ги има не само трофеот од Лига на шампиони, од машката Лига на шампиони, го има и трофеот од женската Лига на шампиони, значи знаеле како изгледа, вака изгледа. Вака изгледа трофеот од женската Лига на шампиони. Викендов ќе гледам Лиг 1, ќе го гледам дерби во обидот да обезбеди место во Чемпионшип, така што тоа е тоа. Предлагам да ставиме крај на оваа епизода. Сите оние кои што останавте со нас до самиот крај, ви благодарам многу. Останете со каналот на Скратен корнер, бидејќи до самиот крај на Лигата на шампионите ќе вадиме нови видеа и ќе ги обработуваме најинтересните надпревари од најелитното европско надпреварување. Владко, нешто за крај? Гледате фудбал, гледате Скратен корнер, пите Хајнекен, можда најдобро пиво и уживајте во сето она што ви го носи секој ден на овој свет. другари и другарки. Апсолутно, препорачајте не на секаде кај што знаете дека има интерес за фудбал. Гоце, фала ти многу за снимањето. Фала ти многу. Се гледаме во следна епизода.